Актуелниот директор на државниот катастар Борис Тунџев, кадар на СДСМ во 2011 година во улога на геодет, утврдил дека Космос на Фијат Цановски е дивоградба, односно дека има 1 метар и 43 сантиметри разлика на котата за подземните гаражи во однос на добиената градежна дозвола. Овој писмен доказ на СЈО денеска беше презентиран во Скопскиот кривичен суд од страна на обвинителството за случајот познат во јавноста како ТНТ. Според одбраната, доказите на обвинителството се само потврда дека СЈО сами си го минираат обвинението, бидејќи како што тврдат бранителите, материјалните докази кои треба да се во полза на обвинителството само го потврдуваат тоа што за цело време го тврдат обвинетите и адвокатите, дека рушењето на Космос било основано, бидејќи станувало збор за дивоградба. Документот на Тунџев беше само дел од доказите што денеска се читаа во судот, откако претходно имаше обид од СЈО материјалните докази да не се презентираат во целост. Одбраната жестоко реагираше, бидејќи како да стана пракса за случаите на СЈО единствено така наречените бомби да се слушаат во судската сала, а материјалните докази да поминат само со читање на насловите или регистарските броеви. Според одбраната, фирмата на Цановски добила дозвола, според која морала да изгради 3 нови подземни гаражи, но кога копале за висина доволна за 2 нивоа подземни гаражи, се појавила вода. Инвеститорот, за да избегне дополнителни трошоци од 2 милиони евра, одлучил наместо 3 да изгради 2 нивоа подземни гаражи. Инспекторите во општината го откриле тоа, а инвеститорот побарал промена на веќе постоечката градежна дозвола, но не му било дозволено, бидејќи тоа било незаконски. Цановски тужел, но случајот го загубил на сите судски инстанци. Во случајот ТНТ, обвинети се поранешниот премиер Никола Груевски, тогашниот министер за транспорт и врски Милејана Киески и уште 5 лица.